Македонскиот кикбоксер Бобан Илиевски ја одбрани светската титула во категоријата 88,6 килограми во К1, победувајќи го Кадри Мурсели од Франција на надпреварот во Женева, Швајцарија. Ова е негова втора последователна светска титула, откако претходно ја освои истата титула во Скопје, совладувајќи го Берг Дузенли од Турција со резултат 2:1. Во ексклузивна изјава за Хајп Македонија, неговата сестра, познатата македонска манекенка Андријана Илиевска, изрази голема гордост и радост по повод успехот на брати. Се чувствувам пресрекно и бескрајно сум горда на брат ми. Не се ни сомневав дека исходот ќе биде ваков, бидејќи точно добро знам какви квалитети поседува, колку вложува на овој спорт и колку се труди. Боби е исто така пресреќен и задоволен. Ова е победа за Македонија. Бобан Илиевски продолжува да ги воодушевува љубителите на кикбоксот со своите извонредни перформанси и посветеност на спортот, потврдувајќи го својот статус како еден од најдобрите кикбоксери во светот. Неговата сестра Андријана, која има успешна кариера во модната индустрија, исто така е позната по својата поддршка и љубовта кон брати, што дополнително ја истакнува силната семејна врска и меѓусебната поддршка помеѓу нив. Овој успех на Бобан Илиевски не само што ја потврдува неговата посветеност и талент, туку ја истакнува Македонија на светската кикбокс сцена. Браво, Боби! Еден од најпрепознатливите и најхаризматични водители на македонската телевизиска сцена, Миро Кацаров, сподели радосна вест која веќе ги трогна срцата на многумина. Тој и неговата сопруга Ивана очекуваат бебе. Парот кој важи за еден од најубавите и најскладни на македонската естрада, конечно одлучи да ја сподели среќата со јавноста, интимните детали и тоа преку Хајп Македонија ексклузивно. Љубовната приказна на Миро и Ивана е инспирација за многумина. Нивната взаемна поддршка, хармонија и позитивна енергија долго време се мета на симпатија од пошироката јавност. Овој пат нивната бајка добива ново, уште посветло поглавие, а тоа е родителството. Миро со нас сподели дел од магијата на овој период, а неговата искреност и хумор повторно го потврдија зошто е еден од најомилените јавни личности кај нас. Бевме на регуларен преглед. Докторката рече дека ретко кое бебе во таа фаза од бременоста е вака раздвижено. Детето ќе биде одбојкар или одбојкарка, бидејќи игра одбојка во стомакот и ќе биде големо, се гледа одма, раскажа Миро низ смеа. Тоа што го прави овој момент уште поемотивен е што бременоста дошла како прекрасно изненадување за двојката. Бременоста не ја очекувавме, се случи спонтано. Не сакавме да ја откриваме веста, сметавме дека е рано. Инаку Мија, ќерката на Ивана, со радост и возбуда избира имиња за нејзиното братче или сестра. Таа е задолжена за тоа. Многу се радува, го штити на мајка си стомакот и вели како ќе го чувала бебето најмногу од сите. И како што доликува на еден весел дух како Миро, плановите за прослава веќе се во тек. Здравје бебето ќе се роди во декември оваа година. Најверојатно ќе биде стрелец во хороскоп. Планираме голема прослава со многу македонски и музички имиња, изјави Миро Кацаров ексклузивно за Хајп Македонија. Оваа убава вест ја враќа верата во семејните вредности и во онаа вистинска среќа што доаѓа кога љубовта се претвара во нов живот. Хајп Македонија им се приклучува на честитките со најискрени желби за лесна и безбедна бременост. Многу радости и благослови во иднина за семејството Кацарови.
Дженифер Лопес, 55 годишната пејачка и актерка, повторно покажа зошто е синоним на гламур, дури и кога работите не одат по план. На хуманитарниот концерт Ring Them Bells, одржан по повод 98-миот роден ден на композиторот Џон Кендер во театарот Стивен Стонхајм во Њујорк, Дженифер се појави во провокативно издание со длабоко деколте и пердувести ракави без градник. Додека чекореше кон сцената, нејзината облека се помести и откри повеќе отколку што сакаше, откривајќи дел од нејзината брадавица. Сепак како вистинска дива, Дженифер Лопес се не дозволи овој моден неуспех да ја наруши нејзината самодоверба. Таа продолжи да се движи кон салата и наскоро се пресоблече во друга, подеднакво впечатлива тоалета. По настапот, Дженифер Лопес го напушти театарот во елегантна бела вечерна тоалета со затворен израз, украсен со гердан околу вратот. Овој пат се беше на своето место, без ризик од нови изненадувања. Интересно е што крајот на нејзината нова облека ги откриваше нејзините потемнети и затегнати нозе, со асиметричен рап и долг шлев кој го влечеше зад себе. Гламурозниот изглед беше надополнет со серебрена плико, торба и високи платформи. Настапот на Дженифер на овој настан доаѓа во интересен момент во нејзиниот живот, по појавата на гласини дека е подготвена за нова љубов по разводот со Бен Афлек. Според блиски извори, Дженифер Лопес сака повторно да се заљуби. Вчерашниот ден ќе остане запаметен како еден од најубавите во животот на македонската убавица инфлуенсерка Љупка Митрова. Таа официјално го кажа судбоносното да на романтична церемонија покрај Тиркизното Грчко море, обкружена со најблиските и со совршено сценографирана атмосфера. Церемонијата се одржа на една ексклузивна локација на Халкидики, каде природната убавина беше само дополнителна декорација на љубовната бајка. Љупка блескаше во елегантна венчаница, со рачна изработка, додека нејзиниот избраник носеше стилски костум, кој совршено се вклупуваше во луксузниот амбиент. Гостите беа внимателно одбрани, блиски пријатели, семејство и неколку јавни личности од македонската сцена. Љубовта беше насекаде, а Љупка и нејзиниот сопруг уште еднаш покажаа дека вистинската бајка постои. И таа започнува токму со едно едноставно, но моќно да.